Добро вечер, вие слушате радио канал 103, ова е емисијата Данси Макабре со своето 533-то издание, именувано како Dance of the Dead, односно секој месец ви го најавувам овој ден, посебно во епизодите во кои ви говорам за 50 најквалитетни хорор филмови, односно листа која ја составувам во текот на годината за да го олеснам процесот на квалификување на филмови, за да го филтрирам на 10 најдобри 10 жанровски остварувања кои во последната емисија од календарската година пред се, веќе 12 години поред, е составен дел од изборот за најквалитетен хорор филм во Данси Макабре. Оваа година имав можност да изгледам 252 жанровски остварувања, од кои 50 влегува во потесниот избор, кои ги распоредив на топ листите кои ќе ви ги посочам во текот на емисијата, а од изгледаните филмови направив и една поделба на квалитет, меѓутоа распореден во 40 хорор поджанрови, така што ако сте љубител на хорор жанрот, не смеете да ја пропуштите оваа епизода, која што ја започнавме со композицијата на Animals as Leaders, односно со колект картографи, со тоа што ќе слушаме во текот на емисијата музика која што беше најдоминантна во рамките на цела оваа година во Данси Макабре, така што на почеток од покрај Animals as Leaders ги слушнавме и Carpenter Brut и Dance with the Dead. А во продолжение ќе слушнеме композиции кои што се наоѓаат на новите студиски албуми кои се објавени во текот на оваа година на Zealand Ardor и на Papa Roach. Така што по прислушувањето на овие композиции ќе ви говорам за најквалитетните хорор филмови за 2022 година. Данси Макабре е емисија во која 14 сезони се зборува за уметност, во борба против лицемеријата, зависта и користолюбието, туку уметниците се вистински херои, а не политичарите, и секое издание е една мала победа против шундот и апатијата. Целта на емисијата е да го доближи квалитетниот филм до секој слушател и да воспостави диалог помеѓу уметноста и реалноста. Вечер имаме закажано полноќен тан со смртта по 533 пат. Јас сум Златко Ѓелевски, а вие останете со трансмисијата на канал 103 до крајот на светот. Вие слушате радио канал 103, ова е емисијата Данси Макабре со своето 533-то издание, именувано како Dance of the Dead, односно традиционалниот преглед на најквалитетните хорор филмови. Меѓутоа, пред да преминеме на топ листата за најдобрите 10, би посочил на една друга поделба, која што ја правам секоја година, односно тоа е во засебните 40 на хорор поджанрови, по неколку предлози од моја страна добивате за тоа што беше најквалитетното што може да се погледне, со тоа што во контекст на зомби хорор филмовите оваа година, The Sadness е филмот кој што дефинитивно треба да го погледнете. Покрај него исто така се истакна Old People, The Loneliest Boy in the World, Wormwood Apocalypse и Final Cut, односно ремейкот на One Cut of the Dead. Така што имаше, ова се прилично квалитетни 5 зомби хорор филмови кои што се топла препорака да и погледнете, кои од кои се поразлични и се бега од тие стандардни тропи кои што веќе се досадни во контекст на самите зомби хорор филмови. Вампирите оваа година беа застапени со одличниот акционен Day Shift, потоа комедијата Let the Wrong One In, исто така Mumblegore филмот House of Darkness и хорор комедијата Blood Relatives, така што имаше одредени инди остварувања кои што беа проблесок на вампирските хорор филмови. Филмовите со духови, односно Haunted House, паранормалните, па и демонските филмови, може да ги напоменеме Skinamarink, The Free Fall, The Cellar, Сокриениот, Dashcam, Last Radio Call, They Live in the Grey и Mona Lisa and the Blood Moon. Во поглед на филмовите со екзорцизам, дефинитивно се издвојуваше од сите The Exorcism of God и комичниот My Best Friend's Exorcism. Во контекст на вештарките мора да ги напоменеме You Won't Be Alone, потоа Hellbender, комедијата King Knight и She Will и Two Witches, се 5 хорор филмови кои што содржаа вештарки оваа година. Slow Burn хорор филмови артистички од Lucifer, потоа What Josiah Saw, исто така и Slow Burn е Off Season. Периодични филмови беа акционија The Northman, The Lasting Mary Saw, Pearl,
потоа Dawn Breaks Behind the Eyes, во еден сегмент од филмот се разбира, и секако најпријатното изненадување The Crust. Во поглед на хорор комедиите, ова и тоа како беше плодна година, како и секоја друга претходна, нели? When the Screaming Starts, Deadstream, Glorious, Eating Miss Campbell, Some Like It Rare, Buddies, 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 The Loneliest Boy in the World, Feed Me и Blood Relatives. Само дел од квалитетните хорор комедии кои што се истакна оваа година. Поглед на антологиите, дефинитивно мора да се погледнат The House, анимираната антологија, потоа Scare Package 2, односно Red Chat's Revenge и VHS 99. Ова се три антологии од неколкуте кои што се појавија, другите, верувајте ми, на зборот не се вредни за коментирање. Слешерите оваа година има зададоа силен удар со оглед на тоа што Terrifier 2 беше реализиран, потоа ремейкот Texas Chainsaw Massacre, продолжението на Scream, Венеција Френија на Алекс де ла Иглесија, Barbarian исто така беше реализиран оваа година, потоа A Wounded Fawn, Studio 666, Christmas Bloody Christmas, Midnight, X и Pearl на Ty West, Unhuman, продолжението од Predator серијалот Prey, Hellraiser си имаше своја нова итерација, така што слешерите и тоа како си има своја година, а постмодерни потфати беа напоменатите веќе Eating Miss Campbell и Dawn Breaks Behind the Eyes, кои што си поигрува со хорор тропите на еден или на друг начин. Во поглед на Cinema Verite, односно на found footage филмовите, за издвојување се When the Screaming Starts, кинескиот Incantation, Deadstream, секако една моќна хорор комедија, и Dashcam, филмот кој што направи една лавина на побуна баш поради протагонистката која што е крајно радикална во овој филм. Меѓутоа, овие 4 филма подлегна на концептот и на мокюментари, и на found footage, и на поигрувањето со тие Cinema Verite пристапи. Со снаф естетиката си игра Rooker и Exploited, меѓутоа ниту еден ниту друг не може комплетно да се нарече снаф хорор филм. Поглед на документарсите, кои што топла препорака се од моја страна да и погледнете, е прекрасниот Woodlands Dark and Days Bewitched, A History of Folk Horror, потоа The Found Footage Phenomenon и Unknown Dimensions, односно The Story of Paranormal Activity. За љубителите на научна фантастика постои секако In Search of Tomorrow, а за љубителите на врколаци го имате American Werewolves, а како надополнување на Cannibal Holocaust го имате и Searching for Cannibal Holocaust, така што ова беа поинтересните хорор филмови кои што документарци, конкретно за култни хорор остварувања. Поглед на анимираните филмови, дефинитивно ова беше годината на Mad God, покрај него уште нешто ја напоменам The House и секако интригантниот фентези хорор филм The Spine of Night. Покрај нив беше сработен уште еден, барем кој што имав можност јас долгометражен да погледам, тоа е Агата, кој што не е баш толку за промовирање. У поглед на вонземјански хорор филмови, секако дека Nope на Джордан Пил ќе се истакне во оваа категорија, како и инди остарувањето The Seed. Односно во научно-фантастичните филмови, топла препорака од моја страна е да и погледнете Something in the Dirt, потоа надреалниот Strawberry Mansion, потоа Дебора, Next Exit, Incredible but True, Dual, Super Deep, Dark Cloud, Wife-like, Significant Other, па до некаде го имаме и Don't Worry Darling. Поигрување со врколачките тропи имаше во The Crust, меѓутоа беа маргинално допрени во контекст на тоа како беа прикажани врколаците и си имаше една интригантна игра со самите концепти за тоа што и како се третирани. Поглед на блокбастери кои што доминира оваа година, освен Ghostbusters Afterlife, имаме Nightmare Alley, The Black Phone, Smile, The Invention, The Menu, Terrifier 2 и продолжението на Halloween. А во поглед на ремейк, односно продолжение, го имаме Final Cut како ремейк, го имаме јапонската верзија на Cube и непотребната американска верзија на Goodnight Mommy. А од продолженијата, како што веќе ги напоменав, Texas Chainsaw Massacre, Scream, Scare Package 2, потоа Orphan First Kill, Burnout Apocalypse, The Reef Stalked, Prey, Hellraiser, продолжение доби, односно реимагинација Resident Evil, секако VHS 99, Terrifier 2, The Witch Part 2, The Other One. Тешки забеготини, како што јас ги нарекувам на гален, односно weird хорор филмови.
Ultrasound, дефинитивно мора да се истакне дека еден од првите кои што се појави оваа година. Потоа Sundance хитот We're All Going to the World's Fair, Men на Алекс Гарланд, Flux Gourmet на Strickland, потоа Resurrection, исто така еден трилер, една мелодрама која што има прилично извидоперена поставка на ликовите, секако Лусил Хаджихалиловиќ е тука со Earwig, потоа постмодерниот Down Breaks Behind the Eyes, веќе напоменатиот надреален Strawberry Mansion, секако тука е и Hotel Poseidon, канскиот Bloody Oranges и експерименталниот Skinamarink. Coming of Age филмови, односно поигрувањето со овие тропи во хорор жанрот имаше во You Won't Be Alone, потоа Bones and All на Гладаниньо, во The Innocents, односно европските суперхерои, и секако во Piggy имаше како еден концепт за поигрување со младиот лик кој што си добива свој одмазник. Zoom хорор, односно Screen Life хорор филмовите не беа застапени, барем јас немав можност да ги погледнам оваа година, а анималистички хорор филмови секако доминираа филмовите со ајкули, меѓутоа би ги истакнал пред се The Reef Stalked и Sharkbait како пристојни жанровски филмови за анималистички напади кои што има во нив, а во контекст на еколошкиот хорор, заради тоа што анималистичките хорор филмови се составен дел од оваа поголема бранша, дефинитивно ги имате The Privilege и Super Deep како филмови кои што допираат до загадување на средината и кои се последиците кои што природата го возвраќа ударот. Филмови со серијски убици секако дека беа Ted Kay, потоа Watcher, Rooker, Midnight, I Came By, дефинитивно тој треба да се погледне од ваша страна, Sissy, Piggy, Run Sweetheart Run, исто така е едно одлично сторување, и персискиот Holy Spider, кој што се појави скоро. Покрај овие филмови за серијски убици се појавува и поджанрот на survival horror, каде што жртвите на серијските убици треба да преживеат, таков е и Fresh, потоа Prey, Fall, I Came By, Speak No Evil, The Ledge, Significant Other, See For Me, Shut In, No Exit, Sharkbait. Едноставно, ова се филмови кои што може би се ликови заглавени во природата во некоја безнадежна ситуација или се прогонети од некакво си чудовиште или човек, така што треба да се борат за да го спасат нивниот живот пред се. Филмови со кои што содржаа експеримент, нема вредни барем за напоменување во рамките на оваа година, јас кој што можев да ги погледнам. Фентези хорор филмови, анимираниот The Spine of Night, секако Earwig има фантастични елементи и Firestarter има фантастични елементи, меѓутоа најтипичен фентези хорор филм, доколку се направи таа дистинкција помеѓу фантастичното и фентези, е The Spine of Night оваа година. Лавкрафтовски, секако дека е хорор комедијата Glorious, и Off-Season има елементи на тропите кои што ги разработува Лавкрафт во неговите дела, меѓутоа маргинално може да се нарече тој филм дека е Лавкрафтовски. Домашна инвазија, односно Home Invasion хорор филмови, прекрасниот Soft and Quiet, одличниот Barbarian, покрај нив ги имаме Windfall, The Long Night, Barbarians, Homebound, Who Invited Them и Human Factors се филмовите кои што имаше типизираност на упад во домовите на невините жртви, малтене. Покрај Home Invasion, Rape Revenge хорор филмовите кои што се работени по тропите на спојот на овие два поджанрови се Black Medusa, Asking for It и Bloody Oranges има елементи на Rape Revenge, така што три интригантни артхаус остварувања. Боди хорор филмови секако дека беа Shapeless, Crimes of the Future, Hatching и Men. 4 филмови каде што се имаше поигрување со телесниот хорор, а најизвиканите неанглиски хорор филмови кои што можам да ви препорачам беа The Innocents, Speak No Evil, Animals, The Chalk Line, Holy Spider, Some Like It Rare, You Won't Be Alone, Lucifer, The Sadness, Hatching, Сокриениот, Final Cut, Венеција Френија, Good Madame, Saloon и Hotel Poseidon, така што ова се прилично интригантни независни хорор филмови кои што доаѓаат надвор од Америка. Во погледам психолошкиот хорор филм Resurrection, уште еднаш го посочувам дека е еден квалитет кој што е тешко надменив од останатите. Покрај него го имаме Хипокондријак и Speak No Evil.
А Creature Feature, односно монструми, оваа година можете да погледнете во The Seed, You Are Not My Mother, во Hatching и во Barbarian. Трилери, односно мистерија, криминалистичка мистерија, пред се и джиало филмови, го имаме Resurrection, Catch the Fair One, Watcher, Night Ride, Windfall, All My Friends Hate Me, The Outfit, Infinite Storm, Human Factors, Duel, The Black Phone, Into the Dead, Poser, The Immaculate Room, Emily the Criminal, Do Revenge, God's Country, Deborah, The Good Nurse, огромен број на филмови, Holy Spider, уште еднаш да напоменеме, а додека сме кај джиало, имаме повратникот, односно Дарио Ардженто застана зад камера на Black Glasses и секако A Wounded Fawn мора да се напомене како еден филм кој што е под силно влијание на джиало остварувањата. А во поглед на акционите хорор филмови, дефинитивно треба да се стави на тапет Midnight, потоа покрај него ги имате Prey, The Northman, Wyrmwood Apocalypse, Day Shift, The Witch Part 2, The Other One и The Retaliators, кои што се крвави акциони филмови. За жал немавме француски екстремизам оваа година, меѓутоа ги имаме божичните Christmas, Bloody Christmas, Violent Night, The Apology и Leech. Оваа година имаше прилично новогодишни божични хорор филмови. Mumblegore секако дека мора да се помени House of Darkness, како составен дел на овој поджанр, вестерн хорор филмот, односно овој амалгам, оваа хибридизација е успешна во Ghost of the Ozarks, а торши хорор филмови имаме во Breeder, Blood in the Water и The Immaculate Room, и технолошки хорор филмови, да не забораваме, односно каде што технологијата му го згорчува животот на човекот, се Choose or Die, Follower, Margot и Blank, со оглед на тоа што немаме Screen Life и Zoom хорори, односно технолошките хорор филми се тие кои што дојдоа во преден план и како едно од највпечатливите, односно најгрозоморните убиства може да ги пронајдете во Terrifier 2. Така што тој е филмот кој што и до седнес се разбира, тоа се два филма каде што практичните ефекти се ставени во преден план и може таму да си ги оплакнете очите во тие тони крв кои што се потрошени за снимањето на овие филмови. Така што тука може да направиме една музичка пауза и во продолжение да слушнеме композиции кои што се наоѓаат на новите албуми на Hellstorm, на Slipknot, на Popin, на Vane FM, Wednesday 13, Lacuna Coil и доколку имаме време за Silverstein. Така што слушаме музика која што е создадена во 2022, се извинувам, која што беше доминантна во Danse Macabre. Така што уживајте со следниот музички блок и потоа ќе се вратам воетре да ви говорам за најквалитетните хорор филмови за 2022 година. Вие слушате радио канал 103, ова е емисијата Danse Macabre со своето 533-то издание, именувано како Dance of the Dead, односно станува збор за најквалитетните хорор филмови за 2022 година. А пред да преминеме на топ листата, само да ви напоменам дека како и секога година, така и ова, критериумите за издвојување на најквалитетните остварувања се разбира дека ќе бидат оригиналност, конзистентност на делата, вештина на нивна реализација, почитување и познавање на жанровските тропи и пред се автентичност, односно подписот на авторите кои што го ставаат на нивните остварувања. И како една паралела со оглед на тоа што првата епизода секојаш во годината е посветена на најава за сето тоа што би било актуелно и можеби би заинтригирало за до крајот на годината да се избере за најдобар квалитет, разликата помеѓу најавената емисија, каде што представам некаде околу 60 на хорор филмови за кои што би требало да се разговара во текот на годината, визави топ 10 листата, ако се направи некаква паралела помеѓу 13-те кои што имам хипотеза дека можеби ќе бидат највлијателните и најквалитетните, само два од тие 13 завршија на топ листата од 10-те,
кои што се на крајот на годината ги избирам, така што многу изненадувања се случуваат во текот на годината и многу тешко е да се предвиди дека филмовите кои што престојат дека ќе бидат или најавените филмови дека ќе бидат најквалитетните кои што ќе може да се погледнат во текот на годината. Меѓутоа, ако ја намалиме таа топ листа од топ 50 на топ 30 изданија, односно остварувања кои што се наоѓаат на самата листа, ги подредив на овој начин, со тоа што на 30-то место е Hatching, на 29-то е Fall, 28-то е Deathstream, 27-то е X, 26-то е Pearl, 25-то е Torn Hearts, 24-то е Midnight, 23-то е ремейк на Scream, односно неговото продолжение, 22-то е Smile, 21-то е Texas Chainsaw Massacre ремейкот, потоа 20-то место е одличниот I Came By, 19-то е експерименталниот Flux Gourmet, 18-то е суровиот Speak No Evil, крвавиот Christmas Bloody Christmas е 17-то, 16-то место е хорор комедијата Glorious, потоа 15-то место е одличниот Barbarian, 14-то е Alex de la Iglesia со Венеција Френија, 13-то е Resurrection, 12-то е Fresh и 11-то место е A Wounded Fawn. А на 10-то место се наоѓа хорор филмот Soft and Quiet во режија на Бетте Араујо. Тоа е првиот долг филм по кратките филмови кои што ги има реализирано, како еден од нив што е Initiation, кој што има злоупотребата, односно хейзинг, помеѓу младите, така што запознае на авторката и со менталитетот на стабото и злоупотребата на едни со други. А Soft and Quiet е филм кој што е снимен во еден непрекинат кадар, со цел да симулира реален проток на време, во кој една учителка во основно училиште со незините истомисленички пресретнуваат една познајничка од минатото, средба која ќе го пламне нивниот револт и пресметка која што ќе ескалира до тој степен што очајните домаќинки ќе направат домашна инвазија. Признавам дека не бев подготвен за филмот, затоа што ироничниот наслов ме асоцираше дека ќе биде опрашање некаков си slow burn, но со право се докаже моето правило дека не смее човек да донесе предвремен заклучок и да проектира очекувања пред да го погледне филмот. Ниска беше границата со самото тоа што Blumhouse се продуценти на филмот кои умеат да молзат франшизи до смрт, но на моје големо изненадување успеале да го препознаат уникатниот потенцијал на ова дело на хартија и застанале зад неговото продуцирање. Уште на самиот почеток, кога се збираат домаќинките, дознааме дека нештата не се како што треба, кога едната ќе донесе пита со кука скрс на неа, така што од самиот пролог веќе имаме некаква си наметната идеологија, која понатаму сведочи за карактерот на жените, кои ќе си ја самоназначен мисијата да уништат нечи живот базирано врз расизам, иако ни самите не знаат нели зашто тоа го прават. Се најде на листата поради смелото решение да се сними во еден кадар, да биде предводено од злобни домаќинки способни за злодела, иако сметаат дека се носителки на некакви си вредности кои што треба да ги дадат на наредните генерации. Филмот е се, само меко и тивко не. На 9-то место на топ листа да се наоѓа Mad God, режисерско остварување на Фил Типет, автор на специјални ефекти на Star Wars, кој го работел 3 децении филмот со паузи и помош од пријателите и чираците во неговото студио. Станува збор за стоп моушен кошмар, во кој еден убиец се нурнува во подземните ноќни мори, кај што роварат примордијални зверови. Филмот се чекаше долго и не разочара, затоа што Типет не се плашаше да нурне во својата подсвест и да оживее грозоморни битија кои Клајв Баркер може да му подзаведи, иако лабилна е можеби структурата на филмот, што се должи нели на работата со различни тимови низ годините. Крајниот продукт е најквалитетниот анимиран хорор филм на годината, аномалија која кој знае дали некојаш ќе дочекаме нешто слично понира од подземјето. Ќе беше повисоко рангиран, да беше поконзистентен, но е уникатен филм кој е пострашен од стотици играни хорор филмови кои што ги погледнав оваа година. Подетална рецензија имате на овој филм во видеологија. На 8 место се наоѓа Watcher, режисерско остварување на Клое Окуно, втор долг по Слад и краткиот Storm Drain, односно тоа е првиот сегмент на VHS 94 за монструмот кој што се криеше во каналот, одличен краток филм, а во Watcher сопругот со својата сопруга патуваат во родната негова Романија поради работните обврски, меѓутоа таа е странец во туѓа земја која што не го зборува јазикот. Паранојата ќе се зголеми во мигот кога ќе забележи дека
од соседната зграда има човек кој што го наблюдува нивниот стан и го обсервира секое нејзино движење, а таа ќе започне се сомнеа дека ја демне низ продавница за прехрана, во киносала дише во нејзиниот врат, односно започнува да се изложува на стравичните можни сценарија и тоа ја подгрева нејзината обсесија пред се со овој сосед, со оглед на тоа што се појавуваат обезглавени девојки во соседството и доселеничката стравува дека таа е на списокот на следни жртви на серијскиот убиец за умирање. Обсесивност и параноичност која е аналогна на трилогијата на Полански, брканица која соодветствува на прогоните во филмовите на Де Палма, правејќи го еден од највисоко рангираните трилери за оваа година, кој делува како да го работела кој знае колку искушна режисерка, а не да е ова нејзин втор филм. Тензичен, вешто напишан, исполнет со пресврти, препорака и за нељубители на хорор филмови, исто како и Soft and Quiet се прикажа на South by Southwest, ама премиери имаше претходно и на Sundance. Мајка Монро очигледно постепено станува модерна Scream Queen со оглед на тоа што ова е еден од поквалитетните хорор филмови кои што таа го предводи пред камерата. На 7-мо место се наоѓа Terrifier 2, режисерско старување на Демиан Леоне, четврт негов долгометражен филм по All Hallows Eve, Frankenstein vs. The Mummy, односно кловнот Арт е оживеан од некој демонско представление и се враќа во градот да го продолжи неговото започнато крвопролевање. Овој пат си има и своја финална девојка која подготвува костим според нацрт на низиниот починат татко и има брат кој што си е обседнат со убици. Филмот кој со Маки беше финансиран со Индиго кампањи, со прикажување на турнеја од град во сад, собирајќи едва и $250,000 за да се реализира. Од ширењето на добриот збор за филмот се прошири на синџерот на киносали широм светот, играше дури и кај нас и стана исклучокот на правилото дека независниот филм нема што да бара во синеплексите, заработувајќи $12 милиони широм светот. А за да биде уште поголема иронијата, Бред Мишка од Bloody Disgusting плати котизација за да биде во конкуренција за Оскар за најдобар филм за оваа година. Филмот е крволочен слешер со најдобрите специјални ефекти на годината. Ако девојка беше распарчена во првиот, во вториот пресечен половиот орган на една од машките жртви, слешер кој е предолг според мене, меѓутоа последниот сат од филмот е незапирлив садизам, за сите крвави сладокусци се разбира да може да уживаат. Филмот не е никаков нов поджанр, туку едноставно е доказ дека слешер хорор жанрот може да биде крволочен, ако тој што го прави знае да како се сече пред се човечкото тело на филм, а Леоне не е анемичен режисер како останатите и многу добро знае да ги стави своите раце во локова крв. На 6-то место се наоѓа Bones and All, режисерско стварување на Лука Гваданињо. Тој е авторот на The Protagonist, Melissa P, I Am Love, A Bigger Splash, Call Me By Your Name и Suspiria. Има работено и многу документарни, меѓутоа Bones and All неговиот 7-ми долг игран филм. Лука се заиграл последниве неколку години од својата кариера, најпрвен со прифаќањето на предизвикот да се реимагинира Арджентовата Суспирија, така што си игра со жанровските конвенции, но овој пат се дрзна една young adult новела, наменета за тинејџери, да ја претвори во сурова и крволочна хорор екранизација, докажувајќи дека кога автори кои поседуваат подпис со високи естетски норми ќе решат да се истакнат во рамки на хорор жанрот, добиваме уникатни и неповторливи творби, каква што е Bones and All, во која Тейлор Расел глуми тинејчерка канибалка која ја напушта низиниот татко и ќе мора да се снајде за да преживее на маргините на општеството, пресретнувајќи се со уште еден самотен волк, односно глумено од Тимоти Шаламе, кој што комбинација е овој филм на coming of age тропите, односно филм за созревање кој преминува во роуд филм за денешните Бони и Клайд, а всушност се изразува во доменот на канибалистичкиот хорор поджанр, така што овој уникатен хибрид е доволен за филмот на Лука да си го најде своето место на листата. Имаше премиера на Венецискиот филмски фестивал, кај што Лука зема сребрен лав, а Тейлор зема Марчело Мастројани награда, но за најдобар можен начин на арогантните и претенциозни жанрофоби на фестивалите од ранг да им докаже дека хорор жанрот е плоден за реализирање на квалитетни творби, се разбира ако се знае како.
Тука ќе ја преполовиме листата на 10 најквалитетни хорор филмови и преминуваме на најагресивните композиции кои што ќе слушнете во рамките на ова емисија, односно ги слушаме Once Human, слушаме одличните Lorna Shore, Behemoth, Goatwhore и ги слушаме Venom Prison, доколку имаме време, со композиции кои што се наоѓаат на нивните овогодишни студиски албуми. Така што следува еден екстремен музички блок и потоа се враќам во етер да ви говорам за преостанатите 5 најквалитетни хорор филмови за 2022 година. Вие слушате Радио Канал 103, ова е емисијата Дансе Макабре со своето 533-то издание, именувано како Dance of the Dead, односно традиционално, веќе 12 сезони поред се говори за најквалитетните хорор филмови во текот на годината, а со топ-листата на 10 најквалитетни хорор филмови доаѓаме до петото позиција, каде што се наоѓа хорор филмот The Sadness, во режија на Роб Јабас, кој што е првиот негов долг филм. Претходно има работено The Great Dane и Clearwater, кратки остварувања. А The Sadness е филм во кој оддено бедингно простирање на пренослив вирус настанува мутација, поради која населението почнува да го губи разумот и односно започнува да се однесува насилно еден кон друг, јадејќи се меѓусебно, гневејќи и повредувајќи се и убивајќи се. Во овој тајвански хорор филм, еден раздвоен пар по апокалиптичната наезда се обидува да се најде еден со друг во градот, меѓутоа има голем број на инфицирани кои се наоѓаат помеѓу нив и постоечка е заканата дека и самите можеби ќе се инфицираат во обид да дојдат еден до друг. Филмот е насилен, убиствата се гротескни, работени со течен латекс и многу крв, што значи дека има доста кожа за корнење и крвопролевање, едноставно инфицираните почнуваат да го ослободуваат подсвесното и забранетото, така што тоа што е табу доаѓа до самата свест и почнуваат да упиваат, да тепаат и силуваат, некогаш не и по тој редослед, нели? Филмот ја има според мене најквалитетната реплика во хорор филмовите од 2022 година, тоа е сентенцата во која еден прогонител, односно убиец на неговата жртва ќе посочи дека ти си ист како мене, пореметен и развратен си како мене однатре, што е моќна реплика која што говори дека секој во себе содржи чинители кои вирусот само ги вади на површина кога ќе стапи во контакт со пакоста која што сите ние ја носиме со себе. Веќе имам посочено дека тајванската сцена ја категоризирам како една некаков си понесмасен ограно кој што се подпира на акционите хонконгшки филмови од 90-тите. Ја има острината, коментарот на расипничкото човештво секако и крвопролевањето е на присутно во ова остварување, сосема доволно за да биде, нели, дури и рефериран српски филм во еден грозотен сексуален подват. Едноставно ова е една комбинаторика помеѓу 28 дена подоцна, амалгамирано со полудувачката фреквенција, нели, која што беше во The Cell или во The Signal, така што со оглед на тоа што во оваа година не добивме француски екстремизам, овој филм можам да посочам дека е најблиску до еден нихилистички француски екстремизам што би можел да биде во рамките на годината. На четврто место се наоѓа Мен на Алекс Гарланд, сценаристот на Дени Бойл, кој ги режираше Ex Machina, Annihilation, ТВ-серијата Devs и моментално го работи Civil War, па ќе олабави малко како што посочува во интервјуата да застанува зад камера, а во Мен стана пред се Гарланд стана предводник на модерниот научно-фантастичен хорор филм, а во неговото ново остварување Мен ги занемарува SF тропите и прави спрега помеѓу една семејна мелодрама и телесен хорор, со тоа што ликот кој што глуми Джеси Бакли по смртта на незиниот поранешен сопруг патува во англиска селската идила, меѓутоа таму ќе ја престране ликот на Рој Кинер, чиј што лик е мултиплициран на секој жител во селото, како циклично преживување на траумата која ја носи со себе ликот на Бакли. Прекрасно кадриран, протнан низ библиски референции и паганска митологија, Гарланд го подели светот на тие на кои не им се допадна финалната сцена и тие кои ќе ја вбројуваат како една од најмаркантните кои погледнале. Јас сум во втората групација, така што досега возрастен маж да се породи сум ги видел Удо Кир во кај серијата Ларс фон Триер, и една таква сцена имаше во Гозу на Такаши Мике, така што Мен се надоврзува на ова кратка, меѓутоа елитна листа на филмови со
оваа поставеност на препородените ликови, Гарланд знае дека хорор жанрот може да послужи како метафора за траума и пред се јадежите, и со помош на фантазмагоријата да ја отелотвори, што е причина зашто овој филм е толку високо на листата и поради тоа што очите болат колку се убаво кадрирани сцените, па дури еден обичен флешбек е уметничка слика со силното светло кое пробива во собата. Еден од моите најомилени A24 филмови за оваа година, која признам дека беше малку послаба од претходните години кои што ги имале, ама затоа и овој филм играше на еден од најголемите филмски фестивали, Канскиот филмски фестивал. На трето место се наоѓа When the Screaming Starts во режија на Конор Бору, прв долг филм по кратките филмови кои што ги има работено, човекот кој што повеќе го знаеме како актер пред камера, продуциран е за Screambox во соработка со Bloody Disgusting. Во овој филм станува збор за амбициозен режисер кој сака да сними документарен филм за серијски убиец, меѓутоа додека се изведуваат убиствата, а не потоа, како што нели снимаат другите филмови, што значи дека ќе биде поканет во домот на потенцијален, условно кажано потенцијален серијски убиец кој се спрема за првото негово убиство, ама некако не му оди работата, додека не се одлучи да оформи нели фамилија, односно култ, налик Чарли Менсон и другите да убиваат во негово име. А во култот е составен од маниакални близначки, една богаташка која што си е прилично одмазлива, потоа продавач на риби собран од улица и еден што е случајно залутан, мислејќи дека е на јога, погрешка завршува во култот, меѓутоа е најдобриот хорор филм на Лондонскиот Independent Film Festival, хорор комедија од рангот на Лесли Вернон и What We Do in the Shadows, а кога беше пуштен извадок од видеоспотот на бендот Cannibal Dead March, морав да го паузирам филмот за да се прснам од смеење. Според мене е најзабавната хорор комедија на годината, која си поигрува со мокюментари стилот на снимање, со фамата за серијските убици и има низа на одлепени архетипи од ликови. Хорор кој што е крвав и комедија која што е смешна, баш така како што треба да биде расподелена. Второ место се наоѓа филмот Animals на Набил Бен Јадир. Тој има работено на The Barons, Lamarche и Blind Spot и секако ТВ серијата Into the Night. Уште еден филм кој исто како и Soft and Quiet ме начека неспремен оваа година, на моје големо задоволство, затоа што со црвениот плакат и играњето на европските фестивали, овој белгиски филм го броив на неколкуте белгиски филмови кои сум ги гледал на нашите филмски фестивали во попладневните термини, кога човек не стапнува во кино, и со право, за да заклучам дека нашите фестивали комплетно погрешни белгиски филмови селектирале, затоа што Animals е потполно бескрумпулозен хорор филм, кој што докаже дека човекот е крволочното животно кое нема еволуирано до Homo sapiens. Во овој филм едно младо момче е подценето од неговата фамилија, кај што не може ни да посочи дека е геј и дека има дечко, но овие негови семејни нереализираности ќе бидат занемарени кога неговата добра намера за заштитување на девојките од ЛГБТ клубот, со тоа што на пијана багра на isфрустрирани момци им ветува дека ќе им помогне да најдат девојки за забава, па омигот кога ќе им соопшти дека е геј, веќе ќе биде во нивниот автомобил и ќе стане жртва на нивното гневење, заробени кои ќе го малтретираат и убијат на среде поле. Филмот тука можеше да заврши и ќе беше уште едно сурово веристичко дело, меѓутоа снимателот Ван дер Еден оди заедно со злосторникот и на гледачот му овозможува да погледне како животното облекува човечка кожа и се камуфлира помеѓу луѓето. Филмот е снимен со долги кадр секвенции и малтретирањето е снимено на мобилни телефони од ликовите. Филмот докажува дека хорор жанрот не само што има можност да се сними над природното, туку му овозможува пристап на еден режисер и до најмрачните домени на човечката душа. Мачинината е загарантирана и без фактот дека убиците на невиното момче денес лежат во затвор. Имате засебна епизода на овој филм во видеологија, доколку сакате повеќе да знаете за деталите за и околу Animals. И според мене не е никакво изненадување дека најквалитетниот хорор филм за 2022 година е Crimes of the Future на Девид Кроненберг, кралот на боди хорор жанрот кој што се враќа во својот елемент на престолот
со greatest hits на тоа што може да погледнете во Shivers, The Brood, The Fly, Videodrome, Dead Ringers и Crash, односно нуди поглед во една футуристичка блиска иднина, кај што Saul Tenser е познат перформанс артист, кој што со својата помошничка Каприз изведуваат уметнички перформанс во кој таа врши хируршка операција и го вади новиот орган кој има мутирано во телото на Сол од канцерогената раст, за потоа да биде изложен како тетовиран експонат. Девид секојаш бил неколку чекори пред другите, озможувајќи му на гледачот да фрли поглед во непосредната иднина, кај што технологијата ќе биде интегриран дел од човекот, ќе сраснат еден со друг, а преку неговиот нов филм дава коментар врз уметничката сцена, која секако дека е составена од артисти аматери кои аспирираат да стекнат пред се светска слава и артисти фолиранти, но во градењето на светот не ја пропушта можноста за вметнување и на бунтовници против нормата, кои во овој случај може да јадат пластика, заговарајќи подем за нов поредок, поставувајќи во прашањето дали е допустливо да оди човештвото во таа насока, да еволуира вон контрола на властите врз неговото тело. Сега за мене беше празник за очите овој филм, 3 пати го гледав дома, не ја пропуштив ни можноста да го гледам и на големо платно, така што повеќе од логично ми е да го изберам да биде хорор на годината, што е крајно предвидливо од моја страна, уште еднаш посочувам, меѓутоа сметам дека филмот отвори трансхуманистички хипотези кои во иднина ќе станат нормативи, како што пророчка визија има неговите останати филмски дистопии во минатото. Едноставно кралот на телесниот хорор се врати на својот престол според мене. Тој го сече своето пркосно тело, создава уметност од иманентната побуна за да создаде значење од празнината. Ако операцијата е новиот секс, тогаш да живее новото месо. Така што топ листата на 10 хорор филмови за оваа година би започнала со на 10-то место Soft and Quiet, на 9-то место Mad God, на 8-то место Watcher, на 7-то место Terrifier 2, на 6-то место Bones and All, на 5-то The Sadness, на 4-то Men, на 3-то When the Screaming Starts, на 2-то Animals и на 1-то место Crimes of the Future. За крајот на емисијата ќе слушнеме неколку композиции. Најпрви ги слушаме безкомпромисните White Word, кој што сними еден прекрасен албум каде што Black Metal се комбинираше со свирење на саксофон и джез елементи. Потоа ќе слушнеме проектот Crosses на вокалот на Deftones, кој слушаме Devin Townsend со една прекрасна композиција од неговиот двоен нов албум и ќе завршиме со еден фейд-аут на блуз кој што Ози го пее во како еден епилог и на неговиот нов албум. Јас сум Зlatko Ѓелевски и го затворам 533-тиот гримоар на Дансе Макабре и го враќам на полицата кај останатите изданија кои кријат тајните на универзумот. До најавото издание на Дансе Макабре, гледајте хорор филмови и плашете се. Чао, чао.